Побројните сомнежи за неисправни автобуси и можни неправилности во јавните набавки што за Алфа ги обелодени синдикатот на ЈСП и финансова полиција и обвинителството најавија дека ќе преземат мерки веднаш штом ги добијат точните информации од синдикатот на ЈСП, од каде за Алфа изјавија дека постојат сомнежи за криминал во работењето на претпријатието, поточно во врска со набавката на делови и гориво за автобусите. Директорот на финансова полиција Ивановски за Алфа вели дека ги слушнал информациите, но досега до нив нема стигната никаква пријава и ги повика од синдикатот да ги споделат сите сознанија што ги имаат, а потоа ќе постапуваат во рамки на нивните надлежности. До овој момент официјално не е пристигната пријава по основ на овие информации кои се изнесени во јавност. Ги повикувам представниците на синдикатот да ги споделат со нас сите информации кои ги поседуваат и врз основа на тоа ќе утврдиме дали има индиции за евентуално сторено кривично дело и во координација со надлежното основно јавно обвинителство ќе постапиме во рамки на нашите надлежности и обостување. И од обвинителството ни посочија дека ќе постапат веднаш штом финансиската полиција или другите надлежни органи утврдат дека има основи за сомневање за кривично дело во предметните набавки на гориво и резервни делови за автобусите. Доколку финансиската полиција и надлежните органи утврдат дека постои кривично дело во предметните јавни набавки, надлежното обвинителство веднаш ќе постапи согласно своите законски надлежности. Синдикатот на ЈСП претходно побара детална истрага, изразувајќи сомнеж дека дел од возилата се расипале поради дефекти што можат да бидат резултат на криминал со тендерите и неправилности во набавките. Меѓутоа Дризиот Спајс посочи дека повеќе од 30 автобуси се расипани поради проблеми со дизните, а десетина се надвор од употреба поради оштетени мотори. Дел од дефектите најверојатно е резултат на наточено неквалитетно гориво или на пропусти при сервисирањето. Дополнително наведе дека биле набавени и нови гуми кои исчезнале од гаражата само 3 дена по испораката. Во комунална хигиена пак обвинителството веќе отвори постапка и почна да ги чешла тендерите. Податоците од јавните набавки покажуваат дека со последниот договор за сервисирање на возила биле потрошени речиси 250.000 евра, а на истиот подпис ставил актуелниот директор Сабахудин Рустеми, кадар на ДУИ назначен од градоначалничката Данела Арсовска. И додека никој не знае зашто и каде и во чии џебови завршуваат парите на граѓаните, во меѓувреме главниот град се дави во отпад. Контейнерите се преполни, отпадот се шири по тротоарите, а дел од општините се обидуваат со сопствена механизација да ги исчистат улиците. Проблемите во јавните претпријатија се провлекуваат речиси низ целиот мандат на градоначалничката Арсовска, која ќе остане запаметена по рекордниот број на смени на директори, како и по низа инциденти и несреќи со автобусите. Само во последната година имаше десетина случаи на запалени, расипани или оштетени возила, за среќа без човечки жртви.